Македонскиот фолк пејач Спасен Силјановски е име на домашната музичка сцена, особено препознатлив по виртуелниот успех на песната «Ке ти дојдам вечер», која неочекувано доби втор живот преку TikTok, Instagram рилови и видеа од прослави ширум Балканот. Песната, иако одамна снимена, доживеа своевидна ренесанса, станувајќи регионален хит кој се пее по свадби, родендени, но и во секојдневните ситуации. Диаспората, особено во Австралија и Европа, ја прифати како емотивна врска, а Спасен како автентичен глас што преку песна зборува во име на народот. Во текот на својот медиумски подем, Спасен ја изрази својата поддршка за локалните музичари, млади таленти, но и за оние што се борат со животни предизвици. Во неколку прилики јавно говореше и за личните моменти, поврзани со семејството и здравјето, при што испрати порака за хуманост и човечност, која беше топло пречекана од јавноста. Силјановски ќе ги освои гледачите и со своето спонтано и шармантно однесување во емисијата на Хајп Македонија. Тој беше наш гостин во популарните рубрики 10 ама и Kiss Mary or Kill, каде без задршка одговараше на прашања што многумина би ги одбиле. Во продолжение, слушнете ги неговите одговори. Ние сме во рубриката 10 ама, една од нашите најгледани рубрики, односно најгледаната рубрика можеби на Hype TV. Со мене е Спасен Силјановски, еден од најдобрите македонски пејачи на народна песна и музика и човекот кој што ја чува македонската традиција. Спасен, предизвикот е тој 10 ама, значи јас ти поставувам неколку прашања. Ти ми даваш оценка од 1 до 10 на прашањата и ми образложуваш зошто. Едноставно е, може да започнеме веднаш. Може, ајде да видиме какви се прашањата. 10 ама има филери во образите, но вели дека е природна убавица. 3. Јас сум секогаш за да се зачува таа природна убавина. Бог не створил онакви какви што сме и секој се убав на свој начин. Сметам дека треба да има корекција во убавината, освен ако се направени некои травматски грешки, несреќа, удес, обршкајка, изгорено лице, окей, тоа да, но вие да се правите од нешто што не сте тоа што сте, мислам дека не е вкусно. Јас не го поддржувам тоа. Мислам, немам против никој да си го прави тоа на себе, но јас лично не ми се допаѓа тој стил на преобразба, затоа што ние го менуваме личниот опис, всушност. 10 ама на Инстаграм ја гледаш како фотомодел, а дома не знае нека јаш поретот. Па ајде нека биде 5, затоа што знаете тоа е можеби еден начин и за заработка во денешно време кој што некои се трудат да заработуваат на тој начин, да не им го одземаме тоа, нека пробаат да се најдат, да си го најдат својот пат до успехот како што они најдобро знаат. Тоа нека не се мешаат во нашите лични приватни животи. Мене не ми смета. 10 ама на интервју зборува за семени вредности, меѓутоа кога се јавува кај мајка и се јавува дури по 3 пати, дури по третиот ден. Не ја бара воопшто. Па, ајде, добро е што зборува за семени вредности. Сега не знаеме, ние причината зашто не се јавила кај незината мајка, можеби од обврски, можеби од други компликации, но сепак луѓе кои, знаете како викаат, и грешникот некоја знае да греши, но битно е што пропагира. Додека пропагираат традиционални добри вредности, тоа е за почит, нека биде 8. 10 носи брен ташна, ама во ташната има само огледалце. За жал, општеството наметнува што да се носи и што да се носи. И тоа е исто еден голем проблем. Страдаме од помодарство, каде што луѓе ќе одат и последниот денар за да носи нешто кое што го наметнува околината, всушност не може да се го дозволи. Замислете, земате кредит за да имате на чантели еден телефон. Може би не се виновни и личностите кои што тоа го прават, се со цел да не бидат дискриминирани од општеството или булинг врз нив, но за жал и тоа е жално што така се прави. Така да јас препорачувам секој нека носи, видите, најскап накид кој што еден човек може да го носи е образ. Да знаете. 10
ама вели дека држи диета, меѓутоа ноќе го празни фрижидерот. Тоа е исто индивидуална работа. Не знам како да би оценете, нека биде пола, сега тоа 5 нека биде, да. Тоа е индивидуална работа, сепак секој треба да се мисли за своето здраве и да знае што да прави. Ако смета дека му се јаде, нека јаде. Ако смета дека треба да држи диета, нека држи. Ако смета дека не. Така да лични работи се. Тие не би знаел што да конкретно да оценам кога се однесува на одлуки кои се однесуваат на самата личност, односно својот изглед и своето здравје. 10 е македонка, ама исклучиво слуша македонска музика и ништо друго не ја интересира. 10. Веднаш 10 и давам. Така треба, затоа што повторно ќе кажам, иако не си го почитувате своето, како ќе почитувате друго. И ништо нема проблем во тоа да се слуша македонска музика од било кој жанр, дали забавна, дали народна музика. Сепак тоа е одлика на тоа што ние сме всушност како народ. Ние сме македонци и нормално е пред се да се ја сакате македонската музика. А во рубриката Kiss Mary Kill, исто така една од нашите најгледани рубрики, со нас е Спасен Силјановски и се надеваме дека ќе не даде искрени одговори на нашите 3 навидум едноставни прашања, меѓутоа не се едноставни, сепак се малце потешки за одговарање. Спасен, дали ја знаеш оваа рубрика? Сум ја гледал, па затоа сум во неизвестност да видам што прашања ќе ми поставите. Значи, рубриката се состои од тоа што од 3 прашања, со кого би се бакнал, со кого би се оженил и кого би убил. Нашите предлози на Хайп ТВ се Блага Петревска, Сузана Гавазова и Стојна Николовска. Ова е за тоа кого би? Ти си одбираш, значи, кого би распределил на кое место. Со кого би се бакнал, со кого би се оженил и со кого би убил. Види се интересно прашање. Блага Петревска може да ми биде мајка, ја почитувам многу, не би ја бакнал. Стојне и Гавазова, рековте, се двете навистина згодни девојки, навистина лични девојки. Двете би ги бакнал. Стојне не е мажен, ајде нека биде Стојне, двете ми се другарки. Со Гавазова би се оженил, генерацијски така нешто, не знам. Не би бил никого, јас не сум човек кој размислува за убиство. Во конкретниот случај, не знам, сите три имиња кои што ми ги спомнавате се навистина исклучително добри од секој аспект. Блага е доајен на македонската музика, Сузана Гавазова лично за мене една од најдобрите, ако не најдобра вокали на македонската естрада. Стои исто така млада, атрактивна, еден прекрасен вокал и добри како личности. Јас со сите живеам и приватно се дружиме. Така да, ајде ќе изоставиме господјата Блага Петревска, а и Сузана и Стојнијата би ги бакнал и би се оженил. После с мојата жена, нормално, после сопругата. Благодарам многу. Ви благодарам и на вас.